Тоа е реалноста. Топката е округла и фудбалот е немилосреден спорт. Во второ полувреме данците успеа да постигнат 4 гола и да не декласираат колку многу значи домашен терен. Тоа е тоа. Не е да не играме лошо, меѓутоа, еве, толку имаме среќа. 5 минути до крајот, Брент ти прашува дали Македонија ќе постигне гол. Да или не, до крајот. И вториот, како што знаете, веќе, втора наградна игра. Исто. Која репрезентација ќе постигне последна гол во регуларниот ток на полуфиналните баражи? Моменталните резултати се глава боли. Чешките израмнија на 2-2 со Ирска и тука ќе има продолжетоци ако остане вака. Данска 4-0 веќе рековме. Италија со 2-0 оди кон финале на бараж за светско против Северна Ирска. Полска ја сврте против Албанија, води со 2:1. Словачка губи од Косово со 2:4, тоа е можеби најголемото изненадување. Украина со 0:3 против Шведска и швеѓаните се сигурни, и Босна израмни во Кардиф против Велс со англиски гол со глава на Един Джеко за 1:1 и тамо е егал. Значи, моментално имаме два меча каде се очекува да има продолжетоци. Тоа е дуелот во Прага помеѓу Чешка и Ирска, ако остане вака, и дуелот во Кардиф помеѓу Велс и Босна и Херцеговина 1:1. Данска и Шведска се сигурни, Албанија ако израмни против Полска и тука ќе има продолжетоци. Другите резултати се, кажи речи, сигурни, значи Шведска, Италија, Косово за сега и Данска сигурни заедно со Турција одат во финале на бараж за светско, а Украина постигнува гол против Шведска, намалува на 1:3. За сега кај Украина е последен гол, каде што има постигнато. Се враќаме во Копенхаген да видиме дали Македонија ќе дојде до гол. Ериксен влезе во второто полувреме. Данскиот Евергрин за вршење мечот во Копенхаген. Не постигна Македонија гол, нема дрес. Тоа е за некоја друга наградна игра, ќе го чуваме. 4:0, што се деси во второ полувреме, ќе видиме. Ќе се разгледува целиот надпревар, каде Македонија толку наеднаш падна во второто полувреме. Немавме среќа, штета после извонредните квалификации, што ги одигравме. Тоа е горчината на победата и на поразот. Више среќе друг пат, да сме живи и здрави. Се најубаво што се однесува до Македонија. Одиме сега каде да одиме на дуелот помеѓу Чешка и Ирска. 2:2 е. Данска за сега, значи, го чека исходот од дуелот помеѓу Чешка и Ирска. Италија го чека исходот од дуелот Велс Босна и Херцеговина. Турција најверојатно ја чека, го чека Косово. А да видиме, Словачка намалува на 3:4 со Косово. Словачка сега е таа што каде што има последна постигната гол, веќе влегуваме во судиското на дополнување. Ајде да видиме. Се враќаме во Кардиф, да видиме како е таму. Моментално. Велс Босна 1:1. Напаѓаат босанците, за цело се пресват, сега велшаните во налет на другата страна. Повторно
Погледнете, босанско срце во јунак не се предава, босанците итаат кон голот на Велс. Знаете дека нивниот прекар на репрезентацијата се змејови, а змејови се и велшаните, значи змеј против змеј. Каков ќе биде исходот, ќе видиме. Да видиме каде падна гол или заврши уште еден меч. Да, заврши мечот помеѓу Италија и Ирска, Италија и Данска за сега. Другите дуели се играат уште на 4 мечеви. Има шанси да падне гол, за сега значи Словачка 3-4. Ќе останеме со слика до крај на дуелот помеѓу Велс и Босна и Херцеговина. Да завршат мечевите од регуларниот ток, да видиме каде. Првата наградна игра, никој не успеа, Македонија не постигна гол. Ќе видиме кој прв типувал и каде ќе оди дресот евентуално. Значи Словачка ако постигне сега уште еден гол, ќе има и таму продолжетоци. Албанија ако издрмни исто, ќе има и таму продолжетоци. 2-2 е на дуелот помеѓу Чешка и Ирска. 1-1 е на дуелот помеѓу Велс и Босна и Херцеговина. Босанците напаѓаат со сета сила. 5 минути на дополнување, петата минута се игра и тука е крај. Словачка Косово 3-4, Косово оди во финале на бараш за светско првенство и најверојатно противник ќе му биде Турција. Противник на Косово ќе биде Турција. На Данска ќе видиме кој ќе биде противник. Италија исто така не се знае. Еве шанса за босанците да постигнат гол. Ништо, продолжетоци, одиме во дуелот во Прага. Продолжетоци на дуелот во Кардиф, значи Чешка-Ирска, продолжетоци и Велс, Босна и Херцеговина исто така продолжетоци. Заврши дуелот помеѓу Словачка и Косово, рековме, се уште се игра мечот помеѓу Полска и Албанија. Украина со 1-3 е веќе елиминирана. Завршува дуелот помеѓу Украина и Шведска, да видиме дали има уште шанси нека да падне гол. Последен гол кај Словачка беше за 3-4. Дали ќе дојде и до друг гол за сега? Ми се чини дека не. И повторно немаше среќа. Никој нема што типуваше дека Словачка ќе постигне последна гол. Очекаме само исход од дуелот помеѓу Полска и Косово, дали е таму завршен мечот. Да, се уште се игра. Се уште се игра единствено на мечот помеѓу Полска и Албанија. Ќе почекаме уште малце. Разочарени ќе бидат нашите 1000 навивачи, па и цела јавност. Очекувавме тежок меч, но не очекувавме дека со толку висок резултат ќе загубиме од Данска. Фудбалот е немилосрден. Која е во прашање, иако данците ослабнети, сепак се прејаки се уште за нас. Да сме живи и здрави, некоја друга прилика. Толку од прилика ми се чини дека еве завршува дуелот и во Варшава. Која минута се игра? Продолжение 90. Сега ќе видиме.
Сега ќе видиме која минута се игра во дуелот помеѓу Полска и Албанија. Каков пресврт на пољаците. 2 у кец овој меч. Сега за сега, дали е веќе се игра 5-та минута од продолжението. Секој момент се очекува да заврши дуелот. Ако не дојде во некоја прилика албанците да израмнат. Ајде ќе почекаме уште малце. Значи од 8 средби веќе се познати 5 патници. Тоа се во финалето на бараж за светско. Тоа се Турција, Данска, Шведска, Косово и ќе видиме сега Полска. На 2 меча продолжетоци. Таму се очекува да видиме кој ќе помине. Дали чесите или ирците, или велшаните, или босанците. Се уште нема се игра дуелот помеѓу Полска и Албанија. Шокантен расплет, 40 година je napunio pre 9 dana Edin Džeko, svoj posao je odradio. И тоа е. Ајде, завршуваме. Да сме живи и здрави. Тоа е шо е.